Втор ден е жестока расправа за ревизорскиот извештај на клиниката за онкологија. На собраниска клупа седна и државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Тој првично ги искара пратениците да не се мешаат во надлежностите на обвинителството околу случајот на клиниката. И им порача, ако се притвори некој од онкологија, ки излезе дека собранието правело притисоци. Јовески не откри детали од истрагат и беше дециден дека нема никакви притисоци врз него. Нема. Ќе се впушти и се впушта во целосно расчистување на овој случај. Апсолутно нема никеден факт или околност што е релевантна за кривична одговорност, ниту да прикрие, ниту да толкува на друг начин, освен ако заслужува соодветното лице кривична одговорност. Да ве информирам исто така дека паралелно се водат и финансиски истраги во определени лица. За дел од пратениците, самиот ревизорски извештај бил доволна причина досега некој веќе да е во притвор за скандалот на онкологија. Пратеничката Дафина Стојановска обвини дека од доктори, сестри, директори и министри кои манипулирале со здравието и животот на пациентите болни од рак, свесно знаеле што прават и скандалот го нарече намерно убиство. Прво, згрозена сум како може ваков скандал и афера да се релативизира со терминот настан, а второ, да имаше малку свест и совест оваа власт, уште истиот ден, на 2 септември, владата ќе си поднесеше оставка. Овде не се работи ниту за настан, ниту за несреќа. Овде се работи за злосторство, за убиства и тоа со намера. Дека треба да има одговорност, се согласија и пратениците од власта. Треба да се ставиме над состојбата. Треба сите заедно да кажеме, дечки, доста е. Не само за тие што злоупотребиле, и за воиднина. Да знаат дека оваа држава, парите што се наменети за пациенти ќе се купуваат за лекови, а нема да се стават во ничи джеп. Ако се случувало од 2019, ако е отворен случај и за пред тоа, значи се случувало и подолго. Без разлика. Се согласувам тука. Не интересира. Ич не ме интересира и мене. Меѓутоа, луѓето кои што биле наштетени, треба да ни бидат пример дека виднина никој не сме да се дозволи такво нешто. Освен Комисијата за финансирање и буџет, за скандалот на онкологија ќе истражува и анкетната комисија. Ова собраниско тело со работа ќе продолжи и наредната недела, каде се очекува да се појави поранишниот министер за здравство Венко Филипче и актуелниот прв човек на здравствениот систем Фатмир Меджити.